Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Убаво априлско попладне, почитувани слушатели, кое ни дава нова енергија за живот, додека пак со радиопрограмата Глас од Македонија нека помогне да ја разведри вашата душа. Вечерашнава наша емисија ќе ја опфатиме со пиринскиот цар војводата Јане Сандански, кој беше убиен на 22 април 1915 година. Тој исти Јане Сандански кој со Тодор Паница ги убиваат Борис Сарафов и Иван Гарванов, а пак со Димо Хаджидимов организираат Дупничко-македонско друштво за приближување кон внатрешната македонска револуционерна организација. Да спомнаме и тоа кога зборуваме за Димо Хаджидимов дека беше убиен од бугаринот, велам бугаринот, зашто не беше македонец, а роден во Велинград кај родопите Владо Черноземски, а вистинското име му беше Величко Керин. Вечерва ќе дадеме и мој коментар на неделата. Па да отпочнеме со песна на Фана Шомова, нашата позната интерпретаторка на народната песна, а овој пат со нејзината песна Дома ќе се вратам, на кој посакувам добар пат и престој во Македонија, со желба среќна и весела да се врати меѓу нас овде, а таа пак на сите вас ви пожелува среќен останок. Zajedno Makedonija, една си љубов
Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Исто така за неделни или празнични религиозни празници повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Секој четврток од 12 часот напладне на заеднички ручек. Да спомнам дека Мак Фест ќе биде во јуни месец, а идната недела ќе ви запознаеме подетално. Македонската православна црква Света Недела од Ејџек се исто така располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мај Кожовски ви посакува добар апетит, а пак секоја среда на заедничко дружење во игра и песна. Не заборавете да дојдете и на богослужбите, што се од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Уште една наша македонска православна црква Новоградот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Затоа пак повелете на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-387-0111. Радиочасот Глас од Македонија се уште ја бара вашата помош за да продолжи понатаму да се емитува оваа радиопрограма. Телефонот е 416-691-7184 или 647-780-6549. А вие кои планирате да ја посетите нашата татковина Македонија, повелете имаме летови до Охрид, односно од Охрид, Скопје, Белград, исто така Солун и другите поблиски градови што се околу Македонија. Телефонот ни е 647-780-6549. Вимпис ресторанти Синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење како хамбурги, риба, шишкебаб, фиш енд чипс, разни видови салати, ви нудат по многу поволни цени. Не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти овде во Онтарио. Јавете се на 416-269-4679. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Леринското друштво со председателката Мери Уто и нејзината управа и ова година не заборави да го одбележат денот на мајката Mother's Day во знак на респект. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 часот попладне со богат ручек кој чини $60, а за деца до 12 години $25. За резервација јавете се до председателката Мери Уто на телефон 416-400-5475 или Джим Мангос на 647-333-8052. Председателката Мери Уто со низината управа сака да ве покани со специјална песна посветена на мајката на 3 мај за Mother's Day, а сите оние кои ќе бидат таму да им посака пријатна разонода.
Во продолжение ќе одиме со Јане Сандански, Пиринскиот цар, инаку војвода македонски. На 22 април 1915 година, патувајќи од Мелник за Невропокоп во близина на Роженскиот манастир, бил убиен Јане Сандански. Тој е една од врвните фигури во македонското национално ослободително движење пред и по Илинденското встание од 1903 година. Не случајно, почитувани слушатели, Јане Сандански за бугарите е нивниот најголем непријател, нарекувајќи го бандит, и затоа никако не го спомнуваат. Роден е во селото Влахи, Пиринскиот дел на Македонија, во семејството на Иван Сандански. За време на Руско-турската војна од 1877 година, неговите родители со селаните биле принудени да избегаат во Горна Џумаја. Татко му бил знаменосец на една од македонските чети во Кресненското востание. По задушувањето на востанието, семејството Сандански се засолнило во Дупница, каде што Јане го минал детството. Завршил основно училиште и 2 класа од прогимназијата, подоцна станал кондураџиски чирак и му помагал на својот татко во полските работи. Во 1892 година бил регрутиран во бугарската армија. По завршувањето на воената служба станал молбописец кај својот чичко Спас Харизанов, адвокат и поранешен македонски учител. 1895 година доаѓа до раздвижување на македонците во Бугарија. Заедно да спомнам дека 1899 година Никола Малешевски детално го информирал за дејноста на Македонската револуционерна организација и организирал првата негова средба со Гоце Делчев. Малешевски и Гоце успеале да го привлечат кон натрешната македонска организација и нејзините цели. Заедно со Димо Хаджидимов го реорганизирал Дупничкото македонско друштво на Врховниот комитет од Софија и започнал активно за приближување кон натрешната македонска револуционерна организација. Инаку, по востанието, по Илинденското востание во Софија се одржале и првите повостанички советувања на организацијата. А пак при крајот, би рекла, по Балканските војни, Јане Сандански се вклучил во политичкиот живот на царството Бугарија. Пред погибијата на револуционерот кај местноста Блатата била поставена заседа во која бил убиен. Телото на Јане Сандански било пронајдено од еден караван, пошто било пренесено во Роженскиот манастир. Неговите останки се наоѓаат во црквата Свети Кирил и Методи до Роженскиот манастир. Čobanče i lele, Melija
Јане Сандански бил личност за која се интересирал истранскиот печат, меѓу другите и англискиот, особено во времето на неговото погибие па натаму. Така, еден британски автор пишува за илјадниците врвулици е народ, кого го испраќале при неговиот погреб во Роженскиот манастир, бидејќи биле длабоко нажалени од загубата на оној што работеше за сиромасите и за потиснатите. Сандански е представен како маркантна фигура на македонското слободително движење, за кого луѓето во Македонија говореле со голема гордост, бидејќи го правил најдоброто за нив, бранејќи ги и заштитувајќи ги од мешање однадвор. Поради тоа тој бил голем херој и необично чесен водач. Во однос на неговата политичка определба, за него пишувало како за федералист и идеолошки го вбројувале во групата на анархистите и социјалистите. За смртта на Јане известувал и британскиот Таймс, а речиси во исто време во Лондон пристигнал извештајот на британскиот дипломатски представник од Софија, представувајќи водач и определувајќи го местото на убиството.
На крај да дадеме дел од мислите на Јане Сандански. Да живееш значи да се бориш. Робот за слобода, а слободниот за совршенство. Македонија не треба да бара помош надвор од себе, туку во самата себе. Нејзината слобода не ќе биде подарок, туку крвав откуп платен со илјадници жртви, какви што ние дадовме и продолжуваме да даваме. Вие врховистите ја сакате слободата на Македонија и Одринско како и етапа на идните ваши завојувања и анексии, додека кај нас слободата е легната во основата како цел. Ете каде лежи големата разлика меѓу нас, внатрешните и вас врховистите. Ние не ја сакаме да ја замениме турската тиранија, турските султани со други тирани, па ни со бугарската тиранија и бугарскиот кнез. Ние се бориме Македонија да стане автономна, независна, слободна држава, Македонија на македонците. Јас не очекувам брзо ослободување на Македонија. Тоа може дури и да не дојде додека сум жив, но јас сакам да го зачувам народот и да го организирам, и ако тоа стане, тој сам ќе се извојува својата слобода. Ние не ја мразиме Бугарија и незиниот народ, туку се спротиставуваме на незината политика која е спротивна на нашите идеали и интереси.
слободат. Мајка Македонијо, други да раѓаш да те ослободат. Мајка Македонијо, други да раѓаш да те ослободат. А сега да одиме со мојот коментар на неделата. Утре се навршуваат 9 години од затворањето на уставобранителите, што на 27. април 2019 година влегува во собранието на Република Македонија во одбрана на македонското име, што за жал се уште се меѓу 4 ладни зидови во затворот, а меѓу нив е и внукот на првиот председател после Втората светска војна на тогашна Социјалистичка Република Македонија, Методи Андонов Ченто, Јане Ченто. Двајца од тие затвореници, меѓу кои Игор Јук, починаа, умреа, иако целта им беше, кога ќе ја прележат затворската казна со 12 или 15 години затвор, ќе кажат како и од кого се изманипулирани. Таа театарска сцена што други ја направија, а помогнати однадвор, ги кошта премногу овие наши македонски души, кои не отидоа да убиват никој. Без оружје влегоа внатре, сакаа да влезат во салата на собранието каде илегално беше избран терористот Талат Џафери. Велам терористот, зашто тој со помош на натовци на чело со Солана и американски генерали во пензија, заедно со Али Ахмети, Груби и други мафијаши албански, и Бог знае од каде, просто речено ја нападнаа македонската државност. А исто и од убиените нивни терористи или наши киднапирани им ги вадеа органите од телото за да ги продават за огромни пари, додека пак пред албанското малцинство во Република Македонија се правеа како големи херои. Божем, се борат за правата на албанците, иако нити една земја во светот не му има дадено толкава голема демократија на било кое малцинство како што даде Македонија, дури факултети. А исто еве гледате и двојазичност барат да биде официјален. Нашиве уставобранители не случајно се така наречени зашто го бранеа уставното име. Уставот на Република Македонија од 1991 година во речиси сите весници во светот пак беа наречени терористи. Можам терористи да ги наричам оние кои со оружје, а не нашиве македонци кои со збор се спротиставуваа, им дадоа за сите нив казна, за сите зборувам, 33 души, 211 години, додека тие пак во Америка многу мала казна добија, иако отидоа во Белата куќа со оружје. Што е интересно или театарот што го направи некој за да овие здрави македонски души бидат изманипулирани, измамени од некого за да влезат во собранието, каде малку го гребна на челото или по трулата глава на мајмунот муртински Зоран Заев. Исто така закоси ја фатија да ја тргаат искубаната кокошка Радмила Шекеринска, а за да се привлече поголемо внимание, Зеладин Села кој таму беше, инаку потекнува од струшкото село Велешта, никогаш не сакаш исто да застане пред македонското знаме, верували или не, тој посе изгледа реши да биде овде жртва на така наречената од нивна страна и од светските весници, како што пишуваат македонски терористи, кои го тепа, а што е многу важно, го спаси, би рекла пак, еден од тие исти македонски наши уставобранители, а за светот терористи, како што напишаја, и го крена на раце и го изнесе надвор. Овој театар не го прави честниот македонски народ. Тоа мора да е однадвор, идеја заедно со албанската мафија и одредена структура на политичари во Република Македонија, би рекла крвопици. Меѓутоа, дали сте се запрашале зошто и како баш Крсто Муковски од партијата на ДПМНЕ им ја отвори вратата на од собранието, за да потоа тој
и другите членови на ДПМН, меѓу кои и двајца мои сограѓани од Охрид Арнаудов, доктор, како и неговиот татко кој беше доктор оторино-ларинголог од Велгошти, а мајка му стара Охриѓанка, а Василевски мајка Велгоштанка, а татко му од охридските села Трпеца или Љубаништа. Неговото се извинувам. Сите тие 8 предавници под директива на првиот братучет на Никола Груевски, Сашо Мијалков, инаку од подземјето, од мафијата, од длабоката држава во Македонија, се префрлија во муртинското чудовиште монструмот Зоран Заев, подпишувајќи го Преспанскиот договор. Да се вратам на 27. април 2017 година. Тој ден Никола Груевски замина во Австрија, но не под државно некоја улога, односно на билатерален план. Да спомнам за овие 8 лигуши изроди македонци, дека речиси целиот македонски народ со псовки, со клетви вика по нив, а меѓу нив со клетви, иако тешко се служам со тоа, бев и јас. Ќе бидам нескромна и ќе си дозволам да кажам дека на тој мајмунот муртински Зоран Заев дури му напишав: ти ми ја уништи мојата македонска нација, тебе прав и пепел да ти се направи целата фамилија. А познато е дека Господ не е мачка да те драпне веднаш, но Господ не го казнува виновникот, туку за да страда тој виновник, жртва за жал ќе биде нивниот најсакан, најблизок. Така и пред 2 години, мислам, во очи на празникот Василица, кога во Струшкото село Вевчани се одржува Василичарскиот фестивал со маски, облечени најразлично, тогаш синот на Крсто Муковски, оној исти што ја отвори вратата, неговиот син 19 или 20 годишен загина во сообраќајна несреќа. Реков, оној исти Крсто Муковски кој ми ја отвори собраниската врата на македонците. Оној исто Крсто Муковски кој е еден од подписниците на Преспанскиот договор, а божем верен на партијата на ДПМН и што е интересно, преку ноќ се збогати. На 27. април 2017 година, кога ги заробија македонските уставобранители во собранието, кои требаше да одат до крај и да влезат во собраниската сала, каде илегално го избраја тој мајмунот Джафери за председател на собранието на Република Македонија, а никаков запис немат како документација. Во најбрзо време беше ослободен оперскиот пејач Игор Дурловски, а потоа глумецот од Охрид Богдан Илиевски Бетмен. Не можам да разбирам зошто знаеме дека Игор Дурловски е посветен на операта и мислам случајно беше влезен како и некои други во собранието. Но многу ме интересира како Богдан Илиевски Бетмен, кој е навистина префриган човек, кога решија да го пуштат од затвор во кој беше неколку дена, сега починатиот затвореник Игор Јук со псовка се обрати до Бетмен. Абе Бетмен, цела шутка памти како плачеше како мало дете и како глумеше како инвалид. Ти си амнестираниот, но еден ден ќе се одвои зејтинот од водата и ќе се очистиме од вакви морални накази, гнасни мајмуни кои глумат пред македонскиот народ, а го носат гласот Божем дека се патриоти. Што крие или што прави овој мој охриѓанец, за да вака сега починатиот уставобранител Игор Јук, кој не дочека слобода и со другите уставобранители ги изедува, би рекла, по затворите, го искритикува Бетмена охриѓанецот, кој сигурно нешто знаел, па со псовка се обрати до Богдан Бетмен. Без разлика што е мој охриѓанец, па и син или брат да ми биде, а и самата јас, не дај Боже, да бидам една од идиотските предавници, треба да се каже, критикува и осудува. Инаку за овој Бетмен ќе ви кажам што се случи пред можеби 1 година. Верувам дека знаете дека тој има шоу, па во
тоа е негов шоу. Беше гостин Едмон Темелко од Пустец, Мала Преспа, кој по осамостувањето на Република Македонија по неколку години се ожени, така да и ден денес живее и работи во Ресен. Кога беше пописот во Албанија и бугарски идиоти со помош на некој од албанската влада активно работеа и влијае врз македонското население и со закани да се потпишат како бугари, тогаш Едмон Темелко, кој не мрдна нити со прст да се спротистави, туку тој го критикуваше председателот на единствената македонска политичка партија Македонска алијанса за европска интеграција Васил Стериовски и неговата партија, кој без да гледа на неговите последици, едноставно неговата глава в торба ја има ставено, зборувам за Васил Стериовски, борејќи се за правата на македонското население во Албанија. Едмон Темелко направи таква глупост што си дозволи и јавно на шоуто на Богдан Илиевски Бетмен да го критикува Стериовски дека не прави ништо. Но на тоа Васил Стериовски побара и тој да биде гостин на програмата на Бетмен, за кој Бетмен не можеше да му откаже. Меѓутоа Бетмен, без да знае Стериовски, го покани Едмон Темелко повторно да биде гостин, без да го информира Стериовски. Му поставуваше незгодни прашања на Стериовски, кој навистина како голем интелектуалец Стериовски му одговараше на сите прашања. Кога ќе го спомнеше Темелко, а како пример ќе ви дадам како Едмон Темелко ја извадил плакетата со сонцето македонско на една од македонските институции некоја таму во Пустец, Бетмен не му дозволуваше да продолжи, иако Стериовски донесе и фотографии, што значи документирано. Се прашувам дали починатиот Игор Јук, кој имаше македонско-хрватско потекло по родители, дали тој со право го опцу овој наш македонски актор, глумец Богдан Илиевски Бетмен, и дали и со влегувањето во собранието тој исти Бетмен глумеше како да снима некој филм или на театар се јавува пред публиката, за да потоа плаче што бил затворен. Меѓутоа и за ова времето ќе докаже. Кога зборувам за уставобранителите на чело со Јане Ченто, внукот на Методијан Донов Ченто, кои неправедно ги ставија в затвор без било каква кривица, што истото го направија и со Љупчо Палески Палчо, нарекувајќи го тој недокваканиот министер за внатрешни работи на Република Македонија од поранешната антимакедонска влада, а иначе министерот се вика, го знаете, Оливер Спасовски, и како што се зборува љубовник на Љупчо Николовски Путерот, дека е Палчо бил убиец, монструм, поврзан, значи Спасовски со поранешниот судија и двете обвинителки кои без никакви докази го судија Палчо, ставајќи го в затвор, иако Палески бараше со докази документирано да докаже дека е невин. Тој исти Палчо покрај тоа што на неговиот подкаст критикуваше влада со монструмот Заев и Ковачевски, што неправедно ги затворија уставобранителите на македонството, а исто така го напаѓаше НАТО, ЦИА, западните држави кои не ни го копаат гробот. Го напаѓаше тој идиот Спасовски, министерот, зборувам Оливер, а и братучет му на Никола Груевски Сашо Мијалков, кој влијаеше негативно врз тогашната влада. А Палчо со неговите 150.000 потписи за да не се промени името на Македонската православна црква, исто така околу продажбата на реката Црна за секогаш да биде на грчката држава, а не на приватник, исто така спречи, известувајќи го македонскиот народ. Палчо кој откриваше многу имиња кои вршат перење на пари, божем се инвестира или со НАТО банките кои краде од македонскиот народ, ги напаѓаше банкарите и уште што ли не. Едноставно, тој речиси на секоја негова програма зборуваше за уставобранителите што се уште црнеат в затвор. А кога владата им рече дека ќе ги амнестира, тие децидно рекоа не, така ќе бидеме ние кривите, затоа бараме да ни се суди, рекоа Јане Ченто, починатиот Игор Јук и другите што беа во 33-цата затвореници. Ако можам да кажам, кога зборувам за Палчо, дека тој подаде жалба, апел за ново судење на
апелациониот суд со надеж дека овој пат ќе му се дозволи документирано да докаже дека не е виновен. Рочиштето или судењето ќе биде на 11 мај, каде ако и тој нов судија го направи како претходниот судија дека е виновник, тогаш одат во Страсбург, каде ќе ја судат државата, односно владата на Република Македонија. Пред да одам на завршните мои зборови, да спомнам дека кога за Божик или Нова година, мислам беше, им се дозволи на овие уставобранители да го поминат викендот со своите, тогаш Игор Јук, кој со нарушено здравје што црнееше во затворот, почина без да го види неродениот син, без да ја види слободата, обраќајќи се во тие мигови со зборовите до својата ќерка. Твоето детство го поминуваш со татко во затвор, а исто така го чека и твојот нероден брат. Почитувани мои браќа и сестри, навистина не можам да разберам зошто премиерот Мицкоски молчи за да им се суди како што барат уставобранителите, а додека беше опозиција, тоа го бараше, иако знаеме дека од партијата на Мицковски 27 април беше наречен ден на уставобранителите, а од тој идиотот Муртински Зоран Заев што се може да биде, ама човек никако, зашто тој неговите истомисленици се така наречените човекојаци на македонците, но се што е и на се што е македонско, додека тие пак го нарекоа крвав ден или крвав четврток. Додека на Палчо му е потребна и финансиска помош за да ја открие вистината за него и сите корумпирани во Република Македонија, па доколку сакате да помогнете, јавете се, за кое ќе ви бидеме многу благодарни. А мој народе македонски, сега е време за нас да работи. Разбудете се, зашто друга татковина немаме. Македонија ве повикува сите здружено и со нови сили да се спротиставиме на сите злодела врз македонското име, јазик, историја, народ, култура, македонски идентитет. Македонија чека и се надева на сите вас. А сега да одиме со една моја поезија. Мал бев за да ја почувствувам твојата болка, мила моја земјо, за тебе, за твоите чеда, искасапена, но непокорена. Мала бев да ги разбирам лошите кучиња кои лаја за тебе и злите волци кои те раскрварија, те раскинија, а ти пак остана храбра. Но сега, кога ја разбирам твојата тага, од книга во книга, од место на место, од човек на човек, ќе ја барам вистинската мајлија и со света вода на босилок, што мириса, да те измачкам по сите твои рани, а потоа со крената глава, горда, насмејана, да се зацрташ како воскресната Македонија. Биди ми вечна, моја мила земјо, Македонијо. Плачи, мајко, не жали, ако ти загинам, аман, аман.
истераме од наша земја, аман, аман. Душмано да го истераме од наша земја, аман, аман. Крсто да си направиме во града Солуна, ај, во града Солуна. Знаме да си развеме, знаме македонско, ај, во Македонија. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.